Индерувари заванскри министер Битути, почитувана Данела Арсовска, градоначалничка на град Скопје, воедно да ја користам приликата јавно да му честитам, а несомнено да кажам дека во претходните години сме соработувале одлично и била една од поголемите поддржувачи на женското претприемништво во нашата држава. Dear Mr. Vassallo, Deputy Head of the EU delegation in our country, почитувана господја Дисовска, председател на Националната платформа за женско предприемништво, почитувани жени предприемачи, дами и господа. Министерството за економија е институција која препознава улогата на жените во сите сфери на општеството, а посебно во делот на економските активности. Ова го потврдивме во изминатите неколку години со тоа што од 2012 година воведени се веќе мерки за директна финансиска поддршка на женското предприемништво во нашата држава. А дополнително на тоа во 2018 година донесовме и стратегија за развој на женското предприемништво 2019-2023, со кој ги дефиниравме и стратешките приоритети кон кои се стремиме, а воедно и освоивме акцијски план со конкретни мерки и активности за остварување на поставените цели. Една од мерките во стратегијата беше и воведување на стимулативни критериуми при евалуација на апликации или проекти поднесени од жени, а кои се субвенционираат од страна на државни институции, и за ова мерка со задоволство сакам да истакнам дека веќе се имплементира од повеќе владини институции, а вклучително секако и Министерството за економија. Со цел активно вклучување на сите засегнати страни во спроведувањето на предвидените активности од акцијскиот план, на стратегијата за развој на женско предприемништво во Северна Македонија и подигнување на степенот на соработка, Министерството за економија неодамна потпиша меморандум за соработка со Националната платформа за женско предприемништво, основана од Асоциацијата на бизнис жени, Сојуз на стопански комори на Македонија, Националната федерација на фармери и Фондација за менеджмент и индустријско истражување. Еден од стратешките приоритети е промоција на женското предприемништво преку реализација на повеќе мерки и активности, меѓу кои и воведување годишни награди за жени предприемачи. За реализација на активноста воведување на годишни награди за жени предприемачи, Министерството за економија како институционален покровител и Националната платформа за женско предприемништво за прв пат ова година организираат избор на жена предприемач на годината, кој се спроведува преку селекција на најдобрите компании во собственост и управувани од жени врз основа на официјални податоци од завршните сметки на предпријатијата за последните 3 години, кој Министерството за економија ги обезбедува од Централниот регистар. Селектирани беа вкупно 51 компанија во собственост и управувани од жени, кои ги исполнија овие критериуми и навистина сите тие заслужуваат признание за постигнатите резултати. Ова е доказ дека има моćни и успешни жени кои знаат да водат бизнис и при тоа да постигнат изворедни резултати. Од добиените податоци видовме дека од овие 51 компанија, 40 се во категорија на мали, 10 во категорија на микро и една е средно предпријатие. Во периодот 2018-2020 овие 51 компании успееле да ги зголемат бројот на вработените за 70,73%, а добивката ја зголемуваат за дури 112,44%.
Импресивен е податокот што во време на пандемија овие компании успеале не само да го задржат, туку и да го зголемат бројот на вработени. Овие 51 компании заедно во 2019 година вработувале вкупно 596 вработени, а во 2020 тој број на вработени се зголемил на 741. Сите овие 51 компании остварувале добивка во анализираните 3 години, а дури 29 од нив, или 57%, оствариле поголема добивка во пандемиската 2020 година во однос на 2019 година. Затоа, повеќе од потребно е да се промовираат и да се надградуваат ваквите успешни компании кои воедно се мотивација за останатите, а посебно за мажите. Министерството за економија и во иднина ќе продолжи со поддршка на сите активности за промовирање на женското претприемништво, но и со имплементација на мерки за подобрување на условите за водење на бизнис на жените претприемачи, како и со конкретна финансиска поддршка за компаниите во собственост и управувани од жени. Благодарам и честито на сите.